se boriš za slobodu i istinu, nikad nemoj da nosiš svoje najbolje pantalone. To moramo da imamo u vidu. Meni se dopada ovaj način na koji ste, ova forma protesta i zapravo forma borbe protiv jednog režima, protiv jednog nakaradnog režima koji unakarađuje ovo društvo, kao što su takvi režimi bili posljednjih 4 veka u Beogradu i rušili društvo u Srbiji, ali i okolna društva. Dakle, moramo biti uvek spremni da u najmanju ruku nam budu te pantalone pocepane. Šta hoće da kaže Ibsen? Kad se boriš za istinu i slobodu, moraš biti spreman na obračun. Lukavstvo, još je Hegel govorio o tome, lukavstvo je inteligencija glupaka. I svi ovi režimi zapravo koriste se lukavstvom. To lukavstvo često, mi smo svedoci upravo u Makedoniji ovdjenog vrhunskog takvog lukavstva, često koristi zaplete kriminalističkih romana. И способно е на такъв запад. Прашањето за културата е многу интересно. Пред клучно да го прашам баш за брег, да вршиме, да речам, тој сегмент брег, кој е бил наслов на Муабетов. Извои еден цитат кој ти го спомна сега додека зборуваше за паланката. И знаете, ова исто за сите вас на некој начин оправдување, во наводници се разбира оправдување, зашто културата ја избравме како клучна тема еве денес, третиот, четвртиот ден на протестите, затоа што мислиме дека е многу важна и дека можеби коренот на македонските проблеми, не само македонските, а туку балкански или да речам во регионов, е културен, заправо. Во таа смисла многу интересна реченица извади баш од Златко Пакович, кој збори дека паланката која и сега ја спомна селендрата е тоа што ме убива. Тоа се разбира не е теза на Пакович, но интересна е неговава реченица. А вели, паланката не е локалитет, туку жабокречинското ниво на политичката култура. Вика, паланката не е трајна одлика ниту на поединецот, ниту на колективот. А сериозна културна политика не се може да ја искорени. Ете, тоа е отприлика дефиницијата за паланката, тоа што не убива нас според Пакович, но и можно е оптимистичен во вториот дел на реченицава, дека тоа не ни е нам дадено од Бога, да речам, нели, нашата провинцијска свест, нашата паланевска, туку со добра културна политика и воопшто со добра политика тоа може да се промени. Синоними на паланичката свест, според Пакович, се недемократичноста и некреативноста. Ете само два да издвоиме. Ете тоа сакав да ви го објаснам сите зошто сметаме и допрва за тоа и ка разговараме дека културата е можеби клучниот сегмент на нашата трагедија, а упорно тоа не го свакаме и упорно мислиме дека со инстант политички решенија можеме да направиме преку ног да ни биде подобро. Владе, сакам тебе да те прашам, еве пак да се вратиме на Брег. Ти си го поставил колку? 2-3 пати. Брег, и како ти гледаш на Брег во ова светло сега што го зборев како културен еманципатор, како некој што може би прв толку радикално во 20. век сватил дека политиката е неодвојива од културата и неодвојиво едукацијско средство за масовната публика. Има една работа што е исклучително важна за Брег. А тоа е дека тој умее да ги изговори вистинските прашања во облик на некакви афоризми и парадокси, односно да поучи, а при тоа да не биде здодевен. Што е, морате да признаете, исклучително висок квалитет. Тој сака да поучи, ама при тоа не сака да ги принудува луѓето да се измачуваат, иако очекува и од оние што го играат театарот, и од оние што го гледаат или го доживуваат театарот што Брег го прави, очекува да бидат љубопитни.
Знаете, nama ovde u Македонија ни се случи една страшна работа, а то е дека културата им беше препуштена на овие што изградија оваа шампита зад нас. Многу долго политичарите во Македонија не разбираа колку е културата важна. Ја сметаа културата за нешто што е само забава. Уметноста ја сметаа за нешто што и треба на елитата или на така наречената елита. И дозволија да се шири отров на омраза, да се шири отров на стереотипи, на предрасуди, лагите да станат нешто што е легално и легитимно и де факто културата беше финансирана токму заради тоа, за да шири лаги, за да создава кич, кој ќе им помогне полесно да владеат. Резултатите на тоа ги гледаме во оној другиот камп таму. Таму можете да го видите панаѓурот на лагите и панаѓурот на кичот. И во страшна заблуда се оние кои мислат дека кичот е нешто безопасно. Не. Кичот е нешто исклучително опасно, затоа што го убива критичкиот дух на човек. Ако тоа не сакаме да го прифатиме, ако не сакаме културата да биде заменета за квази култура, тогаш мора да го имаме брег за сојузник. Ако го немаме брег за сојузник, тогаш, како што тој вели на едно место, нели, ќе бидеме препуштени на талкање во џунглите. Еден од нашите највлијателни и најживи, најдуховити, најпродорни колумнисти во моментот, Бранко Тришковски, скоро му го запалија джипа. Бандити, вандали, заради еден негов фейсбук статус, кај што беше ироничен кон полицајците на Македонија, дека гинат сосема безцелно за мафијашки интереси, да речам и за инсценирани криминални ситуации. И се сетив, ти во една колумна пишуваш како србите во Париз во 90-тите протестираат, се бунтуваат за книга од Радој Домановиќ, кој е славен балкански сатиричар, генија и ден денес е жива таа сатира, и дека направиле демонстрации во Париз кога книгата се превела на француски и најшла одличен одзив во Франција, и србиве, замислете, бидејќи светала дека Домановиќ ги брега националните чувства и националниот карактер на србите, направиле демонстрации во Париз. Нешто слично погрешно беше разбрана и колумната на тој не беше ни колумна, него фейсбук статус кој суштински искажа грижа за полицајците, да не гинат без везе за мафијашки интереси. Сакам да кажам, оваа илустрација на Златко е неверојатна илустрација на тие наши националистички лудила и на тој примитивизм. Ja sam puno vremena posvetio proučavanju jednog užasnog predmeta koji se zove nacionalizam. To je jedno ništa, jedno mlačenje prazne slame, ali to je ništa koje ništi. To je ništa koje ništi, koje uništava. To je dakle jedno ništeće ništa, jedno potpuno ništavilo u pokretu, koje ume da se uvuče u sve pore društvenog života i da ga inficira. Kao najgora bolest. To je jedna od najgorih društvenih bolesti nacionalizma. Ja sam posvetio nekoliko tekstova nacionalizmu, ali jedna knjiga moja se zove Anatomija nacionalističkog morala. To je zastrašujuće. I šta je zanimljivo? Evo ovde gledam, stoje jedna pored druge zastave Srbije i Hrvatske. Ja zastave inače ne volim, ni jednu zastavu. Zastave su za mene simbol. Ali dobro, ima momenta kad zastava nešto možda znači, a to je samo u ovim trenucima otpora. Šta hoću da kažem? Gledam, dakle, ove dve zastave kako ovde stoje nekako bratski i sestrinski jedna pored druge i to je jedan lep prizor. Ali kad recimo govorim o nacionalizmu srpskom ili hrvatskom ili albanskom ili makedonskom ili mađarskom ili američkom i tako dalje,
Dovoljno je da samo promenimo ove atribute etičke i dobijamo potpuno iste iskaze. Šta hoće to da kaže? To hoće da kaže da u nacionalizmu nema nikakvog nacionalnog svojstva. To je paradoks. U nacionalizmu nema nikakvog nacionalnog svojstva. A onda u daljoj analizi, sad neću naravno ulaziti u to jer je to vrlo komplikovana analiza, dolazite do toga da svaki nacionalista zapravo mrzi i sopstveni narod. Ono što smatra sopstvenim narodom. I da iz te mržnje počinje da se, branići se od te mržnje, počinje da mrzi neke druge narode. Što je besmisleno, ne možete mrziti, niti možete mrzeti, niti voleti narode. Možete voleti svoje prijatelje, poznanike, rodbinu i tako dalje. Umetnička dela, ne možete, mislim. To je odlično rekla Hannah Arendt, kad su rekli, pa, znate, kad su zamerali što je tako pisala kritički o nekim potezima vlade u Izraelu, onda su rekli, pa vi ne volite narod. Ona je rekla, pa naravno, pa ja niti volim, niti mrzim narod, ja volim svoje prijatelje, ja ne mogu da volim. To je nešto što se ne da ni voliti, ni mrziti. Dakle, od jednog ništavnog predmeta stvaraju se lažne emocije. Od lažnih emocija stvaraju se falš misli i tako dalje. A to sve dovodi do užasnih sukoba i do terora. Nacionalizam je užasna pošast. To je takva zabluda i nekako je najjednostavnija zapravo religija. Najjednostavnija. I ima odgovore. Zašto je toliko privlačno u stvari? Zato što ima odgovore na sve frustracije. Dovoljno je da mrzite one druge, oni su za sve krivi. I to je to. I rješenje su svih problema. Samo je potrebno da ih uništimo. Ili da ih odaljimo od sebe. A samo sam hteo da kažem ovo o kulturi, šta je to kultura. I zapravo kako nastaje jedna kultura, kako nastaju obrasci nove kulture, odnosno kako nastaju novi obrasci kulture. Pa pre svega iz protesta. Pre svega iz protesta. Kad se sruši jedan režim, način na koji je taj režim srušen i način na koji se uspostavlja jedno novo društvo jesu novi obrasci kulture. Mi smo imali tu sreću da je veliki antifašistički pokret tokom Drugog svjetskog rata, pokret Narodno-oslobodilačke borbe, koji je u maju brojao 750.000 partizana. Da je način na koji su oni osvojili vlast i na koji su srušili nacizam, a znate šta, mi smo bili u Jugoslaviji, to se danas zaboravlja, Jugoslavija je bila zapravo jedina zemlja koja je sama sebe oslobodila u Evropi, izuzmeli se Sovjetski savez, naravno. Jedina. Niko bez Crvene armije ne bi bio oslobođen u ovoj kontinentalnoj Evropi. Samo sam htio da kažem, od načina do čega će dovesti ovi protesti, zavise i novi obrasci kulture. Oni ovde nastaju. Kako stignahme do ovake što sme danas? Zato što mulče sme. Zato što na početok im otpišuvahme na šega na ovije, pa vidahme se težehme. Абе добро, барем градат нешто. И тоа барем градат нешто ни беше доволен алиби да не кажеме дека крадат. И си создавахме еден свет на илузии, си живеехме како Ноеви со главите во песок. Меѓутоа, во еден момент и тоа стана неподносиво. И немаше веќе начин како да останеме нормални, а да се правиме слепи. Така што на крајот додевме до тоа дека кражбата е кражба, дека крадењето е крадење, а не градење, дека кичот не е уметност, дека стиропорот и гипсот не може да бидат мермер, макар колку и да ги мачкаме и така натаму, дека патриотизмот не значи омраза кон другите. Многу ни требаше за тоа. И че ни треба уште повеќе за тоа да го искорениме. Отровот да го искорениме, земјата која газиме да ја изчистиме од отров. Тогаш оние што се родени по нас, која ќе поминат овде, кажат каква е ова оперета овде.
kakva je ova kulisa za jeftina opereta. Zašto na ploštadot ne može da se pomine? Danas pa ima nova ograda tamo. Tamo nema već ni 2 metra širina. Kaže, možete slobodno da odite. Kako kažem, ne. Ovoj teatr, što je napravljen na Skopskoj ulici, na teritorijama opština Centar, pa to je jedan teatar od najnisko, najdolno dereže. Učitelno su ova ovde pozlatenava zgrada, za koja včera ili zavčera već je rečeno da je od vremena na vreme taka smrdi na urina. To je to. Da živeš u grad u koji treba da se praviš da ga mirisaš parfem, a ne močka. Do tuga smo došli. Сега je već to. Ова беше една од најрепрезентативните модернистички згради во градот и символ на македонскиот модернизам, а македонскиот модернизам е синонимен со македонската држава и воопшто со нацијата и со идентитетот. Зградата беше прекрасна, беше сјајно вклопена во целиот амбиент, во целиот пейзаж. Се потрудил архитектот да биде невидлива, да биде суптилно вклопена до реката и до паркот и да биде сосема отворена, без огради. Мислам, некаков идеализам архитектонски во комунизмот. Сега, кога се гради огромна ограда, некои велат дека има дури и струја. Еве, гледаше самиот наш Личи, кој ругло е ова, која грозоморна слика е во архитектонска смисла, но во таа символичка смисла, мислам дека е многу сигнификантно тоа што се случи. Ние зборувавме дека комунизмот е тоталитарен, просто не човечки режим, а ова е као демократија, испаѓа вака символички гледано сосема обратно, дека тоа беше систем отворен кон луѓето на некој начин, а дека ова е нешто кај што владеат мафијаши кои се заштитени со кучиња, оружје, полиција, огради со струја. Така што ете, можеш да ми кажеш како ти денес гледаш на Југославија, сум читал некои твои колумни кај што исто многу суптилно се бавиш со тоа прашање. И како гледаш на оваа, како кажам, наказна демократија што ни се сервира? Taj naš socijalizam, jugoslovenski socijalizam se ipak razlikuje od ovog sovjetskog režima. To moramo priznati. Drugo, sam sovjetski režim naravno nije bio isti za vreme Lenjina i od dolaska Staljina na vlast. Ali to su vrlo poznate stvari, ja o njima neću sada ovdje govoriti, to svi možda i bolje znate. Ali kad govorimo o našem jugoslovenskom socijalizmu, koji je imao i oblike privatnog vlasništva i tako dalje, imao je razne i privatne privrede u okviru državnog posla, ali šta je bitno? Bitno je nešto da se tu prvi put, da su se sva naša društva i u Makedoniji, i u Srbiji, i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, svuda, prvi put u svojoj vekovnoj istoriji živela su svetski duh. Mi smo tada bili u sopstvenom vremenu. Mi smo tada dosegli najviše oblike apstraktnog mišljenja i najviše oblike apstraktne umetnosti, kao što je bila ovdje, kao što je opera, koja je sada neslučajno zaklonjena. Ništa nije zgrada opere, isto namerno se zaklanja. Ovo ovdje je namerno prerađeno. I sve je to toliko retrogradno i mi se zapravo vraćamo u neku prošlost kakve ali nikad nije bilo. To je jedno izmišljanje prošlosti. To je jedno izmišljanje prošlosti, ali znate, vrlo kratko samo da kažem šta je strašno. Nije nekad toliko strašno kad nas neko laže, a ulaže u tu laž nekakvu fantaziju ili ulaže maštu ili inteligenciju. Užasavajuće i ponižavajuće kad nas neko tako glupo laže kao što to radi ovdje režim ili režim u Beogradu ili režim u Hrvatskoj.